Во какво Скопје живееме и какво Скопје заслужуваат идните генерации. Ке зборуваме со професор доктор Минас Бакалчев од Архитектонскиот факултет во Скопје. Добро утро. Добро утро. Професоре, може да направиме една ретроспектива од 63-та наваму. Еве, дали може да се пофалиме како се развива градот урбанистички? Да и не, секако. Да, од 63-та тоа е една пресвртна година, голема трагедија за градот. Од друга страна е повторно раѓање, обнова на градот. Тоа е значаен и во физичка смисла, меѓутоа и во животна смисла, психолошка, символичка и така натаму. Меѓутоа би сакал некоја предисторија на дека градот не почнува од 63-та. Предисторија само по себе Скопје има многу динамична историја во 20-тиот век. Значи, тогаш практично се модернизира со одредени епизоди во 19-тиот век. Особено првата половина на 20-тиот век. Првата половина, после големата војна, почнува ефективно да се формира Скопје. Она што е на десниот брег, и за 20-тина години практично ние имаме еден нов град, онака како што го препознаваме и како што се врзуваме за него. 20 години. Проект за град 20 години, со улици, тротоари, дрвореди, видни куќи, помалку видни куќи, урбани теми. Сето тоа е фасцинантно. Фасцинатен период, затоа што не е повторен во квалитативна смисла. 20 години, од 2000 до 2020, што се случува. Мислам, добро, имаме различни епизоди, контроверзни вакви, меѓутоа не се формира град во таа смисла во кој што денес ние се реферираме на тој град. Се разбира, 63-та е исто така еден единствен период на обнова на градот, малку пошироко Скопје геополитички момент, кога на некој начин и истокот и западот се поврзува во овој настан на обнова на еден град кој што настрадал. И денеска тоа е невозможно да се поврзат различните ривалски структури на светот. Тогаш во Скопје тоа беше пример, парадигма. И таков остана. Тука се поврза и во рамки на Обединетите нации, тоа беше специјален фонд за обнова на градот, меѓутоа и многу држави независно нации кои беа во солидарна акција во однос на Скопје, и се разбира скопјаните, локалните сили, сето тоа го организира и го спроведува. А каква е сегашната архитектура? Сегашната архитектура, добро, сегашната е сега друго време, сосема друго време денеска. Тоа беше херојско време. Знаете, ако имаме еден период, 70 години, 1973, градскиот трговски центар е отворен. Истата година е отворен мостот Гоце Делчев. Предходната година универзитетската библиотека, па уште предходната година овој студентскиот дом Гоце Делчев, па на 13 ноември 1968 архивот на град Скопје и така натаму и така. Тоа е илустрација, мислам, оти не е апстрактно, нешто се случуваш. Денес немаме тоа темпо или немаме барем тие клучни објекти. Меѓутоа има уште нешто што е вака важно да се каже, не само трајноста од тој период, трајните монументални објекти, туку и она што е ефемерно, што е времено. Знаете, тоа е на маса на префабрикувани објекти, населби се направија во тој период, која дада физиономијата, телото на градот понатаму да се развива. Што е денес? Да, тоа е прашање. Прво, на вистина, можда ни треба и дистанца и време. Никогаш тоа не сум го имал во предвид, секогаш сум мислел дека еден акт е само потврдувачки, може да се пресудува, меѓутоа може ни треба време. За жал, мислам, немаме таков голем проект. А патуваме низ времето, и ако зборуваме за едно денеска модерно време, така, и модерна архитектура, дали
нашата метропола соодветствува на европска метропола? Добро, европска метропола исто е така вака, многу растеглив поим, особено ако се има идејата на Европа, од Атлантикот до Урал, и особено ако се има иницијативите Украина, Молдавија, Грузија, и тогаш која е таа европска метропола, мислам. Не е во изгледот, секако тоа е некаков трансисториски, трансгеографски, туку во начинот, во стандардите, во вредностите на европскиот град. Меѓутоа, да се вратам на каква е нашата архитектура, која е нашата продукција денеска. Ја мислам дека имаме два нивоа. Едно е пополнување на постојните текстури, матрици, ткива. И тоа максимализирање на поединечни градби, во главном се стамбени, максимализирање во однос на површината, становите се финансиска трансакција, не се веќе некаков квалитет, некаква просторна структура и се тоа е во енвелопа на некаква бизарни фасади, да кажам. Од друга страна имаме просто бранд, тоа е и во локални услови, меѓутоа глобално, некакви фрагменти прилично автархично изградени на нова комерцијална архитектура. Шопинг центри, трговија, повторно домување, деловни простори, и тоа се некакви фрагменти кои што се сами за себе, немат некаков допир со физичкиот контекст, уште помалку со социјалниот, почнувајќи од Eastgate Mall, па ова што е Diamond проект, па City Mall, тоа се феномени на, како што велат, супермодерноста, производство на не места, не вкоренети места, се разбира со одредена дистанца, искуство, емоционално врзување, и тие ќе станат дел од градот. Меѓутоа, денеска ги гледаме на тој начин. Тоа е таа разлика. Нема проект, нема една голема визија за градот, туку има некакви такви или пунктуални максимализирања или вака као енклави правење. Тогаш, професоре, да го закружиме разговорот, ние, новата млада генерација и генерациите по нас, какво Скопје заслужуваме? Заслужуваме Ја прашуваме интелектуалната фела. Што сметате вие? Да, па она што секојдневно го живееме и она што е као некаква пречка, мислам. Знаете, градовите треба да се пристапни, треба да се за сите, треба да имаме тротоар кај што може да се движиме, возилата треба надвор од тротоарите да бидат, и тоа е готово, тоа е аксиома, не може. Треба тука да може да се движат и постари лица, и помлади, и деца, и мајки со деца, и лица со посебни потреби. Тоа е прво. Треба да имаме култивисана природа, диференцирана природа и во градовите. Напросто, треба да се безбедни градовите, треба да се спремни на овие климатски промени, да имате енергетската транзиција. Заправо, треба да можеме да живееме во нив и да живееме различно. Да знаеме како може ние денес да живееме, како може заедно да живееме во градовите. Како сика да имаме коегзистенција, како соживот, дека градовите секогаш по дефиниција се различни, и во исто време као ко-креација. Значи, да го создаваме сите, а не да се наметнуваат одредени нешто, да се заеднички интерес. Градот е заедничко дело и заеднички интерес. Не може да биде партикуларен интерес. Не може да биде воден само од профит во однос на некаков посебна личност или група на интереси. Тоа е спротивно на идејата на градот. Ви благодарам, професоре. Благодарам за гостувањето.